Денешната тема носи наслов "Замките на сатаната". Уствари, јас би сакал да размислуваме за искушенијата под кои што ние се наоѓаме денес. Се сложувате ли дека сите ние сме под искушенија? Никој не е од нас имун и да може да каже дека јас не сум искушение или сум надвор од сето тоа. Сите ние сме. И ѓаволот секој го искушува на одреден начин. Или ако го земеме и Евангелието, впрочем и Тоше спомна дел од тоа, ќе видиме дека и Христовиот живот, животот на Божиот син бил искушуван и тоа многу силно и многу остро од страна на ѓаволот. Зошто тогаш пак јас да мислам дека нема да бидем искушуван, нели? Значи, ѓаволот куша само прашање дали јас можам да го препознам, да ги препознам неговите искушенија. Односно, дали го препознавам нападот и адекватно дали се спремам да одговорам на тој напад. Прашање за сите нас. Дали сме свесни дека ѓаволот не куша? Дали сме свесни? Дали сте свесни на кој начин ѓаволот ви приоѓа? Знаете, постои една дека ѓаволот не куша со оние најсладки бомбони. Значи, ѓаволот ќе не искуша таму каде што сме најслаби. Нема да не куша таму каде што сме најјаки, затоа што знае дека тие напади, што, ќе ги одбиеме. Таму каде што сме најслаби, затоа кажувам најсладките бомбони. И ѓаволот многу добро знае кои се твои и мои најсладки бомбони. И тука ќе се обидува да напаѓа. Така што да бидеме многу предпазливи. Освен ако немаме слаби страни. Има ли таков некој? Може да има. Меѓутоа, ова утро би сакал да проучуваме текстови од Стариот Завет. Односно, сакам да ги проучуваме текстовите, односно искушенијата кај фараонот, кои фараонот ги ставил пред израелскиот народ непосредно пред излегувањето од Египет. И мислам дека во ова ќе се најдат големи поуки за нас денес кои што сме тука. И проучувајќи ги тие искушенија кои фараонот ги ставил пред израелскиот народ, ние можеме да ги препознаеме и искушенијата на 21. век. На кој начин ѓаволот во 21. век, драги браќи и сестри, ни приоѓа нам? Со кои искушенија? Она што ние знаеме е дека позади фараонот стои кој, драги браќи и сестри? Ѓаволот. Значи, она што фараонот му го направил на израелскиот народ, непосредно пред излегувањето, во позадина бил самиот ѓавол. И она што ние го знаеме во Библијата е дека ѓаволот често пати ги користи кој? Царевите, така нели? За спроведување на својата волја. Затоа во Библијата некојаш ќе најдете кога се опишуваат карактерните особини на ѓаволот, уствари се опишуваат карактерните особини на царевите. Ние мислиме дека е речено за царевите, а уствари во позадина се наоѓа сатаната. Затоа што тој ги користи тие цареви за тие на оваа земја да ја исполнуваат неговата волја. Затоа ако го земеме на пример Ирод Велики, кога ќе ги земете Евангелијата, еве ако го читаме тие текстови, вие знаете дека Ирод Велики сакал да ги погуби витлеемските деца, нели така? Зошто сакал да ги убие децата? Зошто? Затоа што сакал да го убие Исус. Кој стоел позади Ирод Велики? Кој толку го мразел Божиот син, што сакал уште како бебе да се лиши од него, односно да го лиши од животот? Секако ѓаволот. Или малку покасно, ако читаме таму, мислам 12 глава беше, од Матеј, мислам. Неговиот внук
Ирод. Што кажува? Што прави? Кога црквата напредувала, кога одела напред, ако читаме, односно во Делата апостолите е тоа, илјадници се крстили, нели така? На ѓавол тоа му смета. Зошто црквата напредува? И тогаш ја сакал да ја побуни, односно ја побунил и ја подбуснувал црквата. Првен, кој го убива и го зима? Јаков. Потоа, кој? Отишол на Петар и го затворил таму, во затвор. Знаеме како. Како било и чекал да помине Паската, па после да го изврши тоа убиство, да го уби. И знаеме после Петар како ангелот доаѓа и го вади од затворот. Зошто? Само за да ја стопира работата, односно растот на црквата. Така да треба да знаеме дека често позади царевите се наоѓал ѓаволот и ги користи нив да ја спроведе својата волја и својот план. Затоа, кога ќе се вратиме во Египет и кога фараонот ги искушува израелскиот народ, во позадина секако е ѓаволот и неговите намери. И ајде само да се вратиме еден мал увод, да направиме пред него ли да тргнеме со читањето на текстовите. Вие знаете дека израелскиот народ отишол во Египет. Со една добра намера за време на Јосиф, за да би се склониле од гладот кој што го зафатил тоа време. И им било добро. До кога им било добро? Додека Јосиф бил жив и додека бил жив тој фараон кој што го познавал Јосиф. Но кога дошол цар кој не го познавал Јосиф, тогаш тој го земал израелскиот народ, што да му биде? Роб, да му бидат робови. Колку години? 400 години. Биле робови, плачеле, викале. Им било тешко. И Бог тогаш им праќа избавител. А тоа бил кој? Мојсей. Вие знаете дека Мојсей доаѓа во Египет и излегува пред фараонот. Да бара од него, што? Што бара? Да го пушти народот, да го пушти народ. Сега оно што можеме да го видиме, тој не сака да го пушти народот, фараонот. И Мојсей што прави? Мојсей прави чудо. Но она што гледаме, и врачарите прават чудо, така не? Правале чуда. Се до кога? Се до жабите. Се до жабите. Жабите како едно од злата во Египет биле последно зло кое што вражалците можеле да го имитираат. Да го имитираат. И тие што кажуваат на ова? Вражалците после тоа. Тие кажуваат ова е прст Божи. Со други зборови, тука Господ замешал прсти. И тогаш фараонот доаѓа пред Мојсей и му кажува: окей, имам понуда за тебе. И тогаш го става првото искушение пред Мојсей. И мислам дека тука можеме многу да се поучиме, драги браќи и сестри. Ајде да ја отвориме Библијата, тоа е 2 Мојсеева, 8 глава, 2 Мојсеева, 8 глава, го читаме 20 стих. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: порани наутро излези пред фараонот кога ќе тргне кон водата и речи му: Господ порачува вака: пушти го мојот народ да замине и да ми искаже почитување. Да ми искаже почитување. Значи Мојсей што? Доаѓа пред фараонот и кажува: пушти го мојот народ да ми послужи. И сега одиме во 25 стих. Во 25. Сега фараонот ги повика Мојсија и Арона па им рече: отидете, принесете му жртва на својот Бог, но во оваа земја. Принесете му жртва на Бога, но кажува овде, во оваа земја, во Египет. Значи фараонот уствари овде му кажува на Арон и Мојсей: ајде да направиме договор. Можете да му служите на Бога. Не ви забранувам.
Можете да му служите, служете му на Бога, но не морате да го напуштите Египет. Служете му на Бога, но овде, во Египет. Принесете му жртва овде, во Египет. И она што ние го знаеме од овие текстови, Мојсей без размислување, што прави? Одбива. Одбива. Зошто одбива, драги браќи и сестри? Одбива од две причини најмалку. Од две причини најмалку. Едната причина, никош не заборавајте, драги браќи и сестри, дека животните во Египет биле свети за египчаните. Посебно кога зборуваме за телето, за бикот. Кравата кај нив била божество. Да ги принесеш тие жртви, животни за жртви, би значило дека египчаните би можеле да ве каменуваат. А он му вели тука останете. Пазите сега. Тоа е едната причина. Другата причина, која што е многу важна причина за самиот Мојсей. Бог не наредил така. Бог рекол, што рекол? Напуштете го Египет и пренесете ми жртва каде? Во пустината. Како била неговата заповед? Излезете 3 дена во пустината и таму принесете жртва на својот Бог. Значи мора да одите 3 дена и тогаш ќе принесете жртва. А фараонот кажува не. Овде можете да принесете жртва. Можете и овде тоа да го направите. И знаете, кога ќе ја земите таа Божја заповед, вие ги имате јасно сите карактеристики на една наредба. Каде? Во пустината. Кој? Еврејскиот народ. Што да прават? Да принесат жртва. Зошто? Односно, да му принесат жртва на Бога. Сите карактеристики значи и каде, и кој, и што, и каде. Овде во Египет. Што можеме да се научиме од ова кога ќе го земеме 21. век? Односно, ја земеме денешницата. Иако го земеме христијанинот воедно во 21. век, што можеме да се поучиме? Зошто ѓаволот не куша на овој начин, драги браќи и сестри? Видите, ѓаволот кажува, во ред, биди христијанин. Биди христијанин ако сакаш, но немој да го менуваш својот животен стил. Ти можеш да бидеш спасен, ама да останеш и непроменет. Да останеш во Египет. Можеш да бидеш спасен, ама можеш и да останеш во Египет. Гледате ли како неговото искушение, драги браќи и сестри, и после илјадници години покасно се појавува, но само на еден поинаков начин. Можеш да бидеш христијанин, биди верник, но немој да се менуваш. Но немој да се менуваш. Остани и понатаму во Египет. Со други зборови, направи компромис. Знаете, кога ќе го земеме овој збор компромис, еден многу важен збор за христијанинот во 21. век. Јас би сакал само неколку моменти да одговорам што значи и колку е опасно да се прават компромиси. Ако сум христијанин, зборувам значи. Видите, Мојсей би можел да направи компромис. Би можел ли Мојсей да направи компромис? Кога ќе го земите сето ова и кога јас би се ставил во обувките на Мојсей, би можел да направи тој совршен компромис. Да каже, Боже, бараше да принесеме жртва. Тебе ќе ти ја принесиме. Народот бил присутен. Народот е тука. Па што е битно сега да се оди во пустината 3 дене одење или да се принесе овде? Може ли така да каже? Може. Сепак жртвата ќе биде принесена, Боже. Гледате ли колку е лесно да се направи компромис? Како, например, вие го знаете Саул. Саул бил оној кој што требало да принесе жртва кога ќе дојде во присуство на Самоило. Но Самоило го нема и што прави тој? Прави компромис. Ајде ќе принесам жртва, Бог тоа го бараше, супер, и нема да го чекам Самоила. Он не исполнил се како што Бог рекол. Тоа се тие компромиси. Тоа се тие нијанси кои одлучуваат на која страна ќе превагниме.
Често и во нашиот живот ние правиме или ќе правиме компромиси. Знаете дека Бог рече вака, но може и вака. Јас мислам дека може и овака. Значи можам да останам во Египет и повторно да бидам верник. Но тоа, драги брати и сестро, може да предизвика големи проблеми во твојот христијански живот. Еве еден текст од големата борба. Го запишав. Запишен е на 40-та страна. Христијанството изгледа толку популарно во светот само поради својот компромис со гревот. Поради тоа што големите вистини на Божјата реч се посматраат рамнодушно и што има толку малку вистинска побожност во црквата. Зошто христијанството е популарно? Затоа што има полно компромиси. И тогаш лесно е да бидеш христијанин, нели така? Затоа што си верник, а и понатаму си во Египет. И тогаш на вистината на Божјата реч се гледа како? Што кажува текстот? Рамнодушно. Рамнодушно. Така што да се чуваме од рамнодушноста, да се чуваме од тоа искушение кое овде ѓаволот го ставил пред израелскиот народ, но го става и пред нас денес. Значи, не можеш да го имаш, драги брати и сестро, и Исуса и гревот. Значи, ние мора да се одлучиме дали Исуса или гревот. Не може заедно. Не може заедно. А ѓаволот тоа го нуди. Ѓаволот тоа го нуди. Можеш тоа да го споиш и не е тоа така страшно. Може тоа да оди едно со друго. Значи, кај нас треба да дојде до одлука. Сакам да го напуштам гревот. И Исус тогаш ќе ни помогне. Затоа што го победил гревот и затоа што знае што значи да се живее во Египет. И Исус знае кога си во Египет и тогаш Египет ќе те повреди ако останеш таму. Иеко ние мислиме дека тоа не е така страшно. Египет ќе не повреди, драги браќи и сестри. Гревот кога тогаш ќе не повреди и во мојот живот ќе донесе лоши последици. Затоа Исус кажува немој. Одлучи се за мене и јас ќе ти помогнам. Не можеш и едното и другото. Тоа било првото искушение кое што ѓаволот, односно фараонот, го ставил пред Мојсей и израелскиот народ. Одиме понатаму. Ако ја земеме сега 8 глава, одиме малку понатаму во 28 стих. 8 глава од 2 Мојсиева, рековме 8 глава, 28 стих. Што пишува таму? Ке ве пуштам да заминете во пустината, одговори фараонот, и да му принесете жртва на Бога, својот Бог. Ама не одите подалеку, молете се за мене. Што уствари сега фараонот кажува, драги браќи и сестри? Добро, ако баш морате, гледам дека не можам да ве задржам тука во Египет, тргнете тогаш, но не одете далеку. Не одете далеку. Бидете тука некаден, тука некаден. Значи, тука биди. Можеш да бидеш верник, но биди тука, биди ми пред очи, да можам да те гледам. Значи, ѓаволот со други зборови денес ни кажува, во ред, ти сакаш да бидеш христијанин. Добро, но не мораш тоа толку буквално да го сватиш. Не мораш тоа толку буквално да го сватиш. Можеш да бидеш верник, но немој толку далеку да одиш. Биди секојаш тука, биди некако близу до Египет. Близу до тој грев. Немој да одиш предалеку во тоа. Јас кога го почнав мојот христијански живот, можам да кажам дека тие мои први чекори кога почнав да ја читам Библијата и
кога се одлучував за Христа, знаете ли кои беа моите најголеми искушенија? А и денес исто ги имам. Се уште ги слушам тие зборови. Немој да одиш предалеку. А тие зборови многу често ги слушав и од моите домашни. Премногу тоа буквално си го сватил. Некако често тие зборови ги доживував. Ворете што сакаш да бидеш верник. Убаво е тоа. Но немој да претеруваш. Немој да претеруваш. Немој да одиш предалеку. Сега, видите, кога сето ова, кога го земеме од Библијата, од библиска гледна точка, да бидеш христијанин значи и те како да се отиде далеку, драги браќи и сестри. Да се биде христијанин, кога ќе отворите Библијата, ќе видите дека Бог бара и те како да се оддалечиш, брате и сестро, од Египет. И те како да се оддалечиш од гревот. Или може би преведено сето тоа во денешно време, немој никој да примети дека си христијанин. Немој никој да примети. Знаете ли колку луѓе има во светот кои што се верници, а никој за тоа не знае? Знаете? Јас познавам и наши од Македонија, да кажам такви верници. Тие тоа нема да го споделат ниту со своите колеги на работа. Нема да го споделат, може би и во училиштето, може би и помеѓу соседите. Тие се верни, ама тоа никој не го приметил. Ако никој, драги браќи и сестри, прашање, ако никој тоа не го примети, како тогаш Бог ќе се прослави? Ајде една дигресија. Разговарав уште порано со едни така група на млади и некој од тие ми рече: "Јас сум во школото добар другар", вика, "и спремен сум секогаш да помогнам во сека една работа." И кажа дека сето тоа сите го знаат. Го знаат тоа децата. И јас воопшто јас не го заборавам Бога. Јас само со своите дела, кажува, сведочам и помагам. Тоа често го слушам и тука, и во нашата црква. Но замислете после 20 години, драги браќи и сестри, кога ќе го завршиш школото. Сите ќе се сеќаваат како имаше таму еден добар другар во училиштето, кој беше спремен секогаш да помогне. И тоа е тоа. Тоа е тоа. Само се сеќаваат на една добра особа, но која тие ја знаат, но кога тие знаат дека ти си верник, тогаш ти сведочиш и целиот твој живот сведочи, иако тие не те гледаат веќе. Затоа што тие ќе кажат: "Јас ја знам онаа личност која беше добра, но знам дека беше и верник." Што се наоѓа во таа религија? Зошто таа религија ја направила таа особа поинаква? Гледате ли, драги браќи и сестри, која е разликата сега? Од само да правиме добро. Добро е, убаво е тоа. Убаво е да правиме добро. И се гледат тие дарови Божи. Може да се манифестира. Но никогаш да не криеме дека сме верни, дека му служиме на Бога. Само тоа некогаш во иднина може да ги покрене, да размислуваат на тоа, што е тоа, каква е таа религија, каква е таа црква, каков е тој Бог нивни, кој што таква промена го знаевме каков е, а таква промена направил во неговиот живот. Можеме да ја уочиме, значи, разликата, да бидеш христијанин и сите да те знаат. Да бидеш буквален христијанин, драги брати и сестро. Како тоа може да направи промена во животот на некој? Денес тоа е поинаку. Немој да примети. Облекувај се како другите. Слушај музика како другите. Знаете, музиката си останува само онака текстот е малку променет. Иначе музиката си останува со оној ритам. Но никој немој да те примети.
Сето тоа значи да не одиме далеку, да сме некако тука околу Египет, да му сме пред очи на Бога. И знаете, кога сатаната гледа дека не може да ве задржи во Египет, тогаш ќе проба да не одиш предалеку. Да не одиш предалеку. Да бидеш тука. Го сакам овој цитат од еден пастор кој што кажува: ако џаволот не држи на јажето, не му е проблем колку далеку сте отишле, ако сме и понатаму на јажето, драги браќи и сестри. Ти можеш да одиш, но тој во секој момент може што? Да те врати. Не му е проблем ти колку сега одиш околу Египет, ако он те држи на јажето. Затоа што во секој момент он може да те врати ако мисли дека си заминал предалеку. И мој апел е, кога станува збор за ова искушение, оди далеку за она јаже, драги брати и сестро, да не може да те дофати. Толку далеку оди од гревот, толку далеку оди од Египет, да не може да те повлече. Ево еден пример од Библијата. Кога ќе го земите Димас, знаем ли? Мене ми е многу тажен тој пример, и токму таму се гледа ова искушение. Вие знаете дека Димас тргнал со Павле. Но во еден момент го остава Павле и Павле кажува, Димас ме остави, затоа што му омиле сегашниот свет и отиде во Солун. Го гледате ли тоа јаже, драги браќи и сестри? Точно е дека Димас тргнал со Павле. Но тој никогаш не го прекинал она јаже. И знаете, она јаже кога се затегнало, затоа што он веќе предалеку отишол, и тогаш тоа јаже го повлекло назад. А тоа е јажето на љубовта спрема Египет. Љубовта спрема овој свет. Затоа Димас се враќа во Солун. Значи, мојот позив е оди толку далеку за јажето да не може да те врати, драги брати и сестро. Немој да одиш околу Египет. Биди спремен да бидеш вистински христијанин и да одиш предалеку од гревот. Предалеку од гревот. Ајде одим понатаму. Што кажавме прво? Запаметивме ли? Првото искушение било што? Останете во Египет. Можете и овде да принесете жртва. Направите компромис. Нема проблем. Не е тоа никаков проблем. Па потоа го имаме второто искушение. Океј, ако веќе морате да одите, немојте далеку. Немојте баш да бидете буквални христијани. Бидете тука околу Египет. И потоа го имаме третото. Многу важно за нас. Одиме сега, се селиме во 10 глава, 10 и 11 стих. Повторно сега фараонот сака да го пушти израелскиот народ, но под еден услов. Пазите го сега овој услов, драги браќи и сестри. Читаме 10 глава, одиме, 10 и 11 стих. Господ да биде со вас исто колку и јас што ќе ве пуштам да тргнат со вас децата. Им одговори: се гледа дека вашата намера не е чиста, му вели фараонот. Не така. Туку нека заминат мажите и нека му искажат почитување на Господ. Тоа и баравте, и ги истера од кај фараонот. Што се наоѓа во третото искушение, драги? Можете ли да насетите? Што им кажува сега фараонот? Океј, вие луѓето сакате да бидете побожни, и тоа е во ред. Бидете побожни. И одете. Можете и далеку од Египет, и подалеку од тука. Но знаете ли што? Оставете ми ги вашите семејства. А вие можете да одете. Едно многу сериозно искушение кога станува збор за 21 век. Оставете ги вашите семејства, а вие можете да одите. Ѓаволот истото тоа го става и пред нас. И он ќе каже: ти можеш да бидеш побожен. Биди побожен. Но немој тоа да го пренесеш
и на своето семејство, на своите деца. И вие знаете дека денес кога зборуваме воопшто за христијанството, вие можете да најдете побожни христијани, но кои своите деца, своето семејство им го препуштиле на светот. Значи, многу родители ке сакаат просперитет, што го кажавме тоа во библиска поука. Просперитет за своите деца на рачун на нивната духовност. А тоа е често искушение кое ѓаволот денес го става пред нас. Значи, сатаната сака да го поседува твоето и моето семејство. И додека го поседува твоето семејство, он на некој начин, драги брати и сестро, те поседува и тебе. Без разлика што тој ќе те пушти да бидеш побожен. Но додека и нив ги немаш, тој на некој начин ќе те поседува и тебе. Или како што кажува еден мислител, ако му ги предадете децата на светот, тога светот ќе ги врати децата полни со светот. Ако го земете библискиот пример за Лот и неговото семејство, знаете, Лот бил типично побожен, драги браќи и сестри. И дури Светото писмо кажува бил толку побожен дури и во самиот Содом. Се кажува дека ја мачел својата праведна душа, ако читаме таму. Значи праведен, побожен, но некако семејството што? Му го препуштил на Содом. И тоа го гледаме во завртувањето на неговата жена. Ги имате и неговите керки, од кои Содом никош не излегол. И ѓаволот тоа го става и пред нас. Биди побожен, но остави ми ја фамилијата. Знаете, ја сега не сакам, драги браќи и сестри, некој да го повикам, да биде повикан со ова што го кажува. Живееме во тешки времиња, ова сакам да го кажам, со тешки искушенија и за децата и за целото наше семејство. Но знаете ли каде ѓаволот победува во ова искушение? Кога ќе престанете да се борите за вашето семејство и за вашите деца. Тогаш тој би победил. Се додека се борите, а состојбата може да биде страшна, драги браќи и сестри. Може да биде светот најмногу, на највисок степен во семејството влезен. Но се додека се борите за семејството, тој не победил во тоа искушение. Се додека се молите за своите деца, се додека се молите за својот сопруг, за својата сопруга, тој нема да победи. И тој знае дека е прашање само на ден кога сето тоа ќе се промени. Значи, немојте никогаш да се откажувате од своето семејство. Од своето семејство. Немојте да му ја оставате фамилијата на милост и немилост. Немојте да ја оставате на милост и немилост, а вие да гаите, да така кажам, еден побожен живот во вашето лично искуство. Борете се за семејството, да не остане каде? Во Египет, во гревот. И затоа Мојсей се моли, не сака ова да се исполни. Ајде сега одиме во четвртото и последно искушение. И понатаму сме во 10 глава. Сега го читаме 24 стих. 10 глава од 2 Мојсиева 24 стих. Еве што пишува. Тогаш фараонот го повика Мојсија и му рече: оди и искажи ми почитување на Господа, ама вашиот добиток, крупниот и ситниот, нека остане тука. Вашите деца нека дојдат со вас. Повторно сега фараонот го повикува Мојсија и става ново искушение. Еве нова работа сега, драги браќи и сестри. Ѓаволот кажува: добро, ако баш мораат семејствата, па одете тогаш сите. Напуштете го Египет и одете далеку. Но само една работа немојте. Вашата стока нека остане. Не само крупната, туку и ситната, му вели. Нека остане, а вие сте слободни, слободно може да му служите на Бога. Зошто Мојсей го одбива ова? Тој го одбива и ова. Овој договор, овој компромис. Зошто? Мојсей кажува: треба да ни ја дадеш во 25 стих. Зошто тој одбива? Треба да ни ја дадеш стоката, вика.
Видите, кога ѓаволот ги исцрпил сите можности. Значи, кога не може да те стави, да те остави во Египет, не може да те задржи, нема да бидеш тука близу до Египет, не може да победи во да го победи да те победи тебе со твоето семејство, тогаш ќе се опиде нешто друго. И ако имаш семејство, и ако си го напуштил Египет, односно гревот, ако ова го немаш, тогаш џабе ти е се, драги брати и сестри. Многу големо искушение кој што тој го ставил пред израелскиот народ, а го става и до ден денес пред нас. Зошто Мојсей се бори? Зошто Мојсей кажува мораат и животните? Хајде да прочитаме 25 стих. Ти треба самиот да не снапти со придонеси и со жртви паленици, што ќе ми ги пренесеме на Господа својот Бог, одговори Мојсей. Му вели на Мојсей, на фараонот. Мојсей значи кажува, треба да ни дадеш затоа што немаме што да му пренесеме за жртва на Бога, вели. Зошто жртвата била толку важна за израелскиот народ, драги браќи и сестри? За еден евреин во тоа време. Се сеќавате ли на текстот во Библијата? Без пролевање на крв нема опростување на гревот. Значи, евреинот во она време, кога би принел жртва, тој знаел дека гревовите му се опростени, затоа што таа жртва го представува Месијата кој ќе дојде. Ако нема жртва, што? Нема простување. И гледајте се, сатаната денес го става ова искушение пред целото христијанство. А тоа е да бидеш религиозен. И тоа многу. Но да немаш, што? Спасител. Да бидеш лишен од Спасителот, а со самото тоа и од спасението. Нема врска. Колку и да бидеш религиозен, ако нема Спасител. Сатаната не го интересира што ти правиш, во што ти веруваш, затоа што се уште на тој начин те има и се е залудно. Најважно е да имаш свој личен Спасител. Јас сакам да користам еден пример, не сум сигурен дека овде сум го поделил или сум го користил, но е вистински настан. Наиме некоја наша сестра сонила сон, таа инаку била многу добар христијанин, била многу побожна жена. Била секоја спремна да помогне и тоа сите го знаеле во црквата. Кога зборувале за пример во христијанството, ја посочувале и ја посматрале неа. Сонува сон во една прилика и кажува толку убав сон, затоа што во сонот го видела Исуса. Го видела Исуса како стои и верниците биле околу Исуса облечени во бели облеки. И кажува дека таа го посматрала тој призор, тој видик, таа гледка и се восхитувала. И кажува во еден момент во сонот еден таков страф ја обземал, како никогаш дотогаш. Зошто? Затоа што себе си не се видела во тие спасени околу Христа. Туку се видела себе си надвор од тој круг. И кажува дека погледнала на себе си и кажува на себе си ја немала Христовата бела облека, туку кажува на себе си ја имала најубавата облека од својот орман. И тогаш таа се буди од тој сон и сваќа што Бог и порачал. И тогаш тоа го поделила со црквата. Дека уствари сето она што таа го работела, за да би била религиозна. На некој начин да му се препорача на небото. И поради тоа не ја добила Христовата праведна облека. Знаете, ние можеме да бидеме многу религиозни, драги браќи и сестри. Да правиме големи работи. Но ние сме повикани да бидеме ревни. Но не затоа за да би ја добиле облеката на праведноста, туку затоа што ја имаме, односно сме ја добиле облеката на праведноста. Затоа што Исус го дал животот свој за нас. Знаете ли колку наши нитни, да кажам, во таа облека на праведноста има? Сне ставили. Знаете ли колку? 0.
Со ништо што правам во мојот живот не можам да го пренесам на облеката на праведноста. И гледате дека тука ѓаволот става големо искушение. Биде религиозен, но без што? Без спасител. И без таа праведна облека. И знаете, многумина нема да дојдат на небото не затоа што биле лоши, биле добри, биле верни, биле религиозни, но немале што? Драги браќи и сестри, спасител. Немале спасител. И вие знаете кога Исус кажува, многумина ќе речат во оној ден, па нели пророкувавме во Твое име? Па чуда правеле, нели? Драги браќи и сестри, проповедале, и што уште се не правеле? А што ќе им каже тој? Што ќе им каже? Се сеќавате ли? Не ве познавам. Што тоа значи? Што тоа значи? Тоа им е речено, драги браќи и сестри, на христијаните, на оние кои што се декларираат како верни луѓе. Да. Кажува, не ве познавам. Затоа што никогаш, зошто? Затоа што никогаш немале свој личен спасител. Никогаш не дошле до блиска заедница со Спасителот и затоа ќе бидат изгубени. Затоа ова е сериозно предупредување и не е случајно што ова е запишено. И го ставил Бог ова како едно искушение за пример за нас денес. Секогаш да имаме спасител. Дека без спасител не можам да бидам спасен. И дозволете ми да ја повториме уште еднаш, односно да повториме уште еднаш што кажавме. 4 искушенија кои фараонот ги ставил пред израелскиот народ. А позади фараонот рековме кој стои? Ѓаволот. Првото искушение, запаметивме ли? Ако морате да принесите жртва, тука принесите, кажува, во Египет. Бог кажува, не треба да одите. А тој вели, тука принесете. Така и денес ѓаволот кажува, биди христијанин, но остани во гревот, остани во Египет. Можеш да го имаш и Исус и гревот. Второ искушение, кој било? Ако веќе морате да одите, не одите далеко, не се оддалечувајте. Многу, немој баш да бидеш буквален христијанин. Немој да претеруваш во својата религиозност, туку биди тука, околу Египет, да те гледам. Трето, окей, ако веќе сакаш да бидеш религиозен, но немој толку да се занимаваш со својата фамилија. Нив препушти ги на самите себе си, а ти биди религиозен. Тоа е трето. И четврто, можеш се да работиш. Еве ти го и семејството, но нема да има спасител. Но немој да имаш спасител. Нема да имате спасител и тогаш е се залудно. Се залудно. Ова е еден сотонски напад кој се случил во минатото, драги браќи и сестри. Но ја знаеме она народната историјата се повторува. Односно, историјата е учителка на животот. Да размислуваме на ова искушение, да размислуваме за нашиот живот, да размислуваме за нашите семејства, драги браќи и сестри, и ќе видиме од каде ни доаѓа нападот. Да бидеме спремни со Исусова помош, да го совладаме тоа искушение. Христос ги победил сите искушенија, го победил сатаната и може да ни подари нас победа. Затоа се кажува, кога имаме искушение да му пристапиме слободно на престолот на благодатта, да примиме сила која ќе ни е потребна за помош. Побарајте помош, драги браќи и сестри, и ќе видите како ќе се прослави и како ќе ги одбиете, како Бог ќе се прослави и како ќе ги одбиете нападите на сатаната. Читаме 2 Петрова, последниот стих, 1 глава. 2 Петрова, 1 глава, 4 стих. Со што ни се подарени скапоцени и најголеми ветувања, та преку нив да станеме учесници во Божјата природа. Големи ветувања. Да бидеме слични на Него, драги браќи и сестри. Да бидеме вистински христијани. Како Исус, кога Исус ќе живее во нас, преку Неговата благодат, ние нема да наседнеме на тие искушенија, затоа што ќе можеме да ги препознаеме. Да бидеме со Него и заедно со Него да ги победиме искушенијата во нашиот живот. Амин.